Денеска сакаме да најавиме дека Стопанската комора на Македонија со задоволство се приклучува на една студентска иницијатива која што годинава се одржува по 5 пат. Тоа е надпреварот Code Up, Level Up, кој што има за цел да ги потикне креативните и иновативни процеси кај македонските студенти. Неспорно е дека во Македонија има многу креативен и иновативен потенцијал, меѓутоа многу често тој потенцијал не го наоѓа своето место на пазарот, односно многу од тие решенија се сведува, односно активностите на креативниот потенцијал се сведува на аутсорсирање на решенија за сметка на изостанувањето на креирање на сопствени практични апликативни решенија кои што ќе го најдат своето место на пазарот. Поради тоа особено нарадува што оваа година иницијативата на ЕСТЕК, тоа е Сдруженијето на студенти по електротехника, односно локалниот комитет во Скопје, дава една дополнителна нота на надпреварот, односно го вклучува предприемачкиот аспект во целиот концепт на надпреварот, така што од тимовите кои што учествуваат ќе се бара покрај креирањето на решението да осмислат и апликативен бизнис план кој што ќе придонесе таквото решение во некоја форма да го најде своето место на пазарот. Тоа што можеме со задоволство да го најавиме е дека активностите во рамките на надпреварот ќе се одвиваат овде во просториите на Стопанската комора на Македонија како најстара, најголема, најзначајна бизнис асоциација, значи во нашите простори во периодот помеѓу 15 и 21 април оваа година ќе се одвиваат активностите кои што ќе вклучуваат работа на тимовите, проследени со менторства и со предавања и работилници, за да ги пообјасни детално сите аспекти кои што се однесуваат на надпреварот, повикот за пријавување кој што е во тек и целиот концепт на надпреварот. Го поканувам господинот Илија Лалковски, кој што е председател на ЕСТЕК, локалниот комитет во Скопје на Сдруженијето на студенти по електротехника да ги презентира податоците. Повели Илија. Ви благодарам. Code Up Level Up во изминатите години се организираше од страна на студентска организација Истеклаци Скопје и представуваше веб ориентирана работилница и за прв пат оваа година е комплетно посветена на предприемаштвото. Предприемништвото е многу голема суштинска промена што се случува. Предприемништвото е она што младите треба веќе да се вртат. На техничкиот кампус имаме по 300 студенти кои што завршуваат факултет годишно, но според податоците на МАСИТ, Стопанската комора за IT компании, имаме над 400 компании што се регистрираат во текот на една година. Тоа значи дека перманентно имаме недостаток на кадар, а исто тој кадар за жал во поголемиот дел случаи работи аутсорсинг, тоест представува подизведувач за други компании. Она што македонските стартапи, она што македонските компании треба да го осознаат е дека мора да се свртиме кон создавање на собствени продукти. Веќе само така ќе го напуштиме концептот на извоз на вино во цистерни и ќе се свртиме на правење наше квалитетно вино со убаво пакување и градење на додадена вредност. Водени од оваа идеја, водени од оваа замисла, Истекел се Скопје водени под менторството на Стефан Митевски од Systems for Enterprise, реши да смени насоката на настанот и да се посвети на овој настан на еден поинаков начин. За таа цел успеавме да добиеме франшизата од Get in the Ring и оваа година финалниот надпревар ќе представува своевиден Get in the Ring надпревар. Она што дополнително зашто спомнав Бран, дополнително што сакаме да кажеме покрај тоа што сакаме да создаваме нешто ново, покрај тоа што сакаме да бидеме револуционерни, покрај тоа што сме наплив на многу енергија, на живост, на реформи, новини, на иновации, сепак начинот на кој го правиме се тоа е врзувајќи се, бидувајќи во корелација со Стопанската комора на Македонија. Укажувајќи на тоа дека сме свесни дека овде постојат компании кои што се етаблирани, кои што работат со години и од чието искуство можеме да научиме многу, меѓутоа можеме секогаш да допринесеме за некои од процесите кои што се застарени од овие компании, кои што може дополнително да се иновираат. Затоа оваа симбиоза е особено важна и затоа овој процес е особено важен и кај нас наистина е чест што овој прест се одржува тука во Стопанската комора на Македонија. Дополнително важно да се нагласи е дека победниците на овој надпревар ќе одат на светски надпревари за предприемништво. Ќе имаат можност да присуствуваат на водечките IT конференции на Балканот, тоа се Digitalk во Бугарија, како и Spark Me во Црна Гора, како и да учествуваат на глобалното финале на Get in the Ring. Со Get in the Ring глобалното финале, македонските стартапи ќе добијат врска со една голема мрежа на компании, која што ќе може да ги остварува многу контакти, ќе може понатака многу поедноставно да ги развиваат своите идеи и да ги пласираат.
Get in the Ring представува својна фамилија и тие оваа година започнуваат иницијатива за отварање на универзитет во Холандија посветен на стартапи. Така што се работи за еден од најголемите, најамбициозни проекти во стартап сферата во Европа и врзувањето со нив ни представува особена чест. Форматот на Code Up Level 5 оваа година е базиран концептуално на стартапите, именно студентите ќе се прејавуваат од тимови од тројца до четворица, со тоа што ќе имаме 8 тима или максимум 32 учесници. Секој тим ќе има можност да избере по еден студент кој ќе биде одговорен за програмирање, за дизајн и за предприемништво. Со истите тие студенти ќе ги следат предавањата за нивните определби. Исто така секој тим ќе има обезбедено место за работилници, како и работилниците со ментори, што не би било возможно без Стопанската комора на Македонија. Домаќинот на настанот на кој сме исклучително благодарни. Ни представува огромна чест и задоволство да ги најавам и овогодишните моментални компании, партнери кои подпомогнаа нашиот настан финансиски, како VIP Македонија, како платинум партнер, Губи Вадо како златен партнер, Нецетера како сребрен партнер и МЦА како партнер на настанот. Финалето, како и бивинската мрежувачка вечер, која ќе се случи непосредно по финалето, ќе се случи до просториите на VIP. Дополнително што сакам да нагласам дека со нас е Стефан Митевски. Тој е ментор на оваа организација веќе повеќе од 10 години и важно дека тој е член на една генерација на компании за кои што давањето назад во заедницата е природно. Тој е член на непрофитни активности, тој е типот на луѓе како Адева, што организираат бесплатни предавања за жените во технологијата. Тој е член на Brainster, кои што ослободат простор за организациите кои што одржат непрофитни активности. Кои што едноставно природно им доаѓа да вратат назад во заедницата, да ја развиваат заедницата, бидејќи на тој начин развивајќи заедницата се развиваат и себе си создаваат и себе клиенти, си создаваат околу себе заедница која е пасионирана за нивните продукти. Така што накусо, тоа е тоа што сакам јас да го кажам, мене ми представува особена чест и задоволство што ќе имаме огромен финансиски фонд за победниците, што обезбедивме прекрасни врвни ментори. Сите ментори што ќе работат во текот на неделата од 15 до 21 април, заедно со стартапите ќе помогнат да ги изградат своите веб апликации. Се работи за ментори кои што се основачи на компании со кои што имаат лансирано производи кои што се во стартап сферата. Она што дополнително сакам да го кажам дека сите овие ментори предавачи кои што ќе го волонтираат своето време за да дадат назад во заедницата. Со нас покрај Стефан ќе бидат Иво од Солвео, Игор Маџов од South Central Ventures, Блаже Аризанов, Бане Кома и уште десетици врни професионалци кои ќе помагаат во текот на целиот настан на стартапите. Значи тоа представува едно особено значајно движење и се надеваме дека 8 компании што ќе бидат избрани за да бидат дел од овој прекрасен настан, ќе научат многу, ќе ги развијат своите идеи, ќе добијат елан, ќе регистрираат компании и догодина некој од нив ќе седи на столчето до нас, ќе ја раскаже за нивните искуства и ќе ја води понатака штафетата. Ви благодарам што дојдовте да го пренесете овој настан, се надевам ќе ме посетите во текот на настанот од 15 до 21 април токму така. Исто така сега да давам збор на нашиот ментор Стефан Митевски од Systems for Enterprise. Благодарам. Најпрво да се заблагодарам за поканата да бидам тука, ми представува особена чест. Настанот кој што ќе се случува од 15 до 21 април, токму тука во Стопанската комора на Македонија, представува исклучителна можност за младите во Македонија да формираат своји компании. Именно целта на овој настан е да биде не само студентски. Сите оние кои што се заинтересирани да започнат свој бизнис, треба да дојдат на овој настан, бидејќи навистина тимот на ментори е врвен. Таа недела ќе се работи интензивно на подготовка на бизнис идеите за сите кои што се заинтересирани. Бидејќи студентската организација Истак го организира настанот, важно се нагласи дека најмалку 20 членови на самиот настан мора да бидат студенти. Меѓутоа, тоа не треба представува пречка за сите оние други кои што се заинтересирани да погледат на веб страницата caluhalo.mk, да ги разгледат сите услови за аплицирање и да се пријават на самиот настан. Дополнително, студентската организација Истак, чии што сум алумни член, чии што сум бил член долгогодишен, планира да организира и подготвителен настан за сите оние кои што планираат да доразвијат својата идеја. Именно тој настан ќе се вика Истак Startup Academy, кој што би требало да се случува за време на Startup Europe Week. Значи, покрај франшизата Get in the Ring, студентската организација Истак, оваа година го организира и Startup Europe Week, кој што се случува во втората недела на март. Она што
ќе се случува за време на тие неколку денови, ќе видат дојдени странски предавачи, странски ментори и тренери, кои што ќе ги обучуваат луѓето кои што имаат некој зачаток на идеја да дојдат до еден по-конкретен предлог, со кој што ќе може да аплицираат. Веќе имаме над десетици луѓе над десетици тимови кои што се заинтересирани, само 8 ќе може да се пријават. Значи навистина бараме созреани идеи кои што само што не се регистрирале, само што не започнале со својот бизнис. Мојата задача беше тука да ги поврзам сите овие институции и навистина ми е драго што се тоа се случува. Јас бев член на Истек многу години, потоа основав своја компанија, во која што вработив луѓе кои што беа членови на Истек. Во 2017 победивме на македонската едиција на Get in the Ring, која што долго години организираше професорот Радмил Половинаковиќ овдека во Македонија, и како дел од тој тим учествував на глобалниот натпревар во Сингапур. Можноста да се учествува на глобалниот натпревар во Сингапур беше едно огромно искуство, бидејќи успеавме да се сретнеме да со многу важни луѓе, успеавме да оствариме контакт со многу големи корпорации. Например, само да илустрирам, Systems for Enterprise, компанијата која што ја водам, развива софтвер за осигурување. И ние имавме можност тогаш да разговараме бевме на состанок со представници на една од најголемите азиски компании во осигурителниот бизнес. Значи, Get in the Ring представува огромна отскочна даска и победниците на надпреварот Code Up Level Up оваа година ќе може да додат на светскиот надпревар и ќе може да го добијат тоа. Второто и третото место ќе добијат карти и за овие најголеми регионални конференции. Се обидуваме комплетно да преместиме мајндсетот, да го преместиме начинот на размислување на студентите, да не размислуваат веќе во 4-та година оние кои што се вајте да се вработат веднаш во IT компании, него напротив да пробаат да ги реализираат своите идеи, бидејќи, како што каже Иле, тоа создава дополнителна вредност. Благодарам.